Сам без никаква помош од државата и нерешено стамбено прашање. Ова е животната приказна на Зоран Спировски, син на Александар Спировски, возач на поранешниот претседател на Македонија Киро Глигоров, кој го загуби животот во атентатот. Раскажувајќи ја својата животна сторија, Спировски пред камерата на 24 вести открива дека првично бил вработен во Министерството за образование и наука, изгрижен во студентскиот дом Гоце Делчев, но без никакво писмено известување, туку само телефонски бил известен дека е отпуштен од работа во истиот период кога останали без кров над глава. Пред новогодишните празници ми беше ветувано дека ќе се вратам на работа и во кабинетот на премиерот, бидејќи тие започнаа целата оваа игра и со радо срце ја прифатија целата таа ситуација да ми помогнат и многу сум благодарен што премиерот сепак ми помогна за пресрет околу моето вработување. Министерство за образование, меѓутоа не знам што се случи, некој кикс наместо решение за неодредено време, аз добив отказно решение кое што ден денеска го немам добиено во писмена форма, туку сосема случајно во авторската агенција Контакт Бизнес телефонски ме информираа за тоа. Спировски по смртта на татко му животот го продолжува со својата мајка која имала месечни примања и помалку од 6000 денари, но по нејзината смрт останува без било каква финансиска помош, додека неговите браќа добиваат и станови. Спировски исто така требало да добие стан од 43 метри квадратни, но поради мешање на политиката во времето кога претседател на државата бил Киро Глигоров, не добил, вели тој, токму поради таа причина сега е препуштен сам на себе. Многу тешка ситуација сега. Тешко е за екзистенција и за борба за леп, за прехрана, за најосновното екзистенцијално прашање, значи покрив под главата, над главата всушност. Сега моментално се снаѓам под црква и по народни кои не за прехрана, меѓутоа и тоа не е стабилно, не е сигурно, бидејќи ден има, ден нема. Јас сум инаку во Евангелска црква во Скопје, кој што многу ми помогнаа во целата моја животна приказна, во цела оваа тешка ситуација, не сите перипетии кои што поминувам овие X месеци, и меѓутоа еден ден се разбира и сите фондови, дури нивните ќе секнат. Единствената помош која добило државата била вработувањето во Министерството за образование, како што вели и самиот благодарение на премиерот Груевски, иако досега со него немал личен контакт, но бара образложение од структурите на власта зошто бил избркан од работа и дали има начин повторно да добие работно место.